Ребаланс на буџетот во февруари наредната година, со што повеќе средства се изнудуваат за нови проекти, е предизборното ветување на Интегра, македонска конзервативна партија, доколку за градоначалник биде избран нивниот кандидат Симон Поликарп. Во овој буџет за 2020 предвидени биле само 2,7 милиони евра за капитални инвестиции за инфраструктурни проекти за општина Штип, што е недоволно за една ваква визија за развој. Што ќе направи Интегра? Ако даде Господ Симон Поликарп да го избереме за градоначалник, за буџетот за 2021 во февруари веднаш ќе следи ребаланс и се што е несуштинска потрошувачка, а тоа можете да заклучите колкав износ е ако 6,5 милиони евра се заплати на јавна администрација, а само 2,7 за капитални инвестиции, тоа се некаде околу 9 милиони евра до 16. Имате низа на критични точки, низа на дупки каде што се одлеваат по разни канали коруптивно парите на граѓаните на Штип. Со стартување на проектите кои ги предлагаат од партијата на Интегра, кандидатот за градоначалник Симон Поликарп ги презентираше и пред јавноста. Модерни базени со современи изглед, простора рекреација околу базентот, прекрасно уредена околина, нели зборуваме за екологија, голем број на други активности за граѓаните од Штип, пространно, натрешено, уредено, модерно, кој што одликува за модерното време кое што живееме. Зборуваме за агроберза, модерна агроберза, каде што земјоделците во општината Штип ќе може да ги пласира своји производи. Тоа е еден амбициозен концепт, кој до сега нема никаде направено во Македонија, но ќе има прилика во Штип земјоделците да може да добијат висинска цена за своите производи. Реновираниот спортски аеродром, кој веќе постои во Штип, 3 чешми, ќе се реконструира, ќе се реновира, ќе се проширува дејството таму. Реновираниот спортски аеродром ќе има голем број воздушни летала, нови, и одлични услови за чување на леталата. Слободна текстилна зона. Слободна текстилна зона Штип веќе е текстилен град, уште од бивша Југославија. Сега ете уште колку повеќе, но до сега штипските текстилни фабрики работат лон систем. Минимална плата која што не стасува за никаде. Во овој концепт на слободна текстилна зона во Штип би било место каде секоја текстилна фабрика која ќе се наоѓа во таа зона може да произведува висококвалитетни финални производи, со така наречено Маде и Македонија. Враќање на град Штип како Манчестер на југоисточна Европа е она што го нуди Поликарп.